Значи, темата е фанатизам, но разумен фанатизам. Зашто фанатизам, неразумен фанатизам за Бог не постои. Павле, прочитавме што кажува за себе, што поминува, и тој често пати бил во неговите, кога ги кажува сведоштвата, например, кога патувал низ црквите, низ империјата, го споделува на негов настан или негова случка со Христос по патот кон Дамас, кога му се појавува Христос осветлена, тој ослепува, и кога го раскажал тој, кога гледа луѓето што ли се не прави за Христос, и дека и гладува, и е тепан, против него и бунтови се подигаат, и е клеветен, и е презиран, и е исмеван, и во глад бил, во глад често пати, во затвори, и тој продолжува. И многумина заклучувале дека нешто можеби не е во ред со него, дека можеби е луд. Например, имаш таков случај кога изнесе едно слово за заштита своje пред римскиот управник Порций Фест. Тој му рече: Павле, од читањето на многу книги сигурно се побркал. Луци. Тоа беше одговорот на тој управник. Но таквата лудост за Павле сигурно, или тоа обвинување било често, што тој знаел дека и Христос беше сметан за луд, па дури од најблиските. Кога брат му, сестра му, браките, сестрите му, мајка му дојдоа да го приберат, зашто сметаат дека е луд. Еднаш Спрџан проповедал по црквата во Лондон за настанот од дела 9 глава, кога Павле се сретнал со Христос и сите оние доживувања што ги има таму, и завршила службата и дошол некој од црквата, од тоа нешто слушал, некој што многу и не верувал во такви работи, и му рекол на Спрџана: јас мислам дека Павле имал епилепсија, и ова сигурно било напад на епилепсија. И тој Спрџан одговорил: о, каква блажена епилепсија, би сакал сите во Лондон да боледуваат од таква епилепсија како Павле. Сите да можат да го видат Исус и така да поверуваат како него. Навистина, ова што ќе го видиме овдека е далеко од оној живот што ние го живееме. Навистина, една таква посветеност на службата и еден таков карактер покажува во сите тие тешкоти, во сите тие неволи. И независно тоа колку да изгледа така лудо сето тоа настрана, навистина треба да се стрееме кон тој негов фанатизам, Павлов фанатизам, разумен фанатизам. Да се доближуваме до тоа и да бидеме и ние луди како него за Господ. Бидејќи нема лудило всушност, така изгледа во очите на луѓето, но оние што не веруваат, зашто нашиот живот за нив е голем абсурд. Но така е, во Божјото царство многу нешта изгледаат абсурдни за оние луѓе кои не го познаваат Бог. И текстот што го прочитавме, така многу работи има многу именки, има многу глаголи, има многу зборчиња. Богата со терминологија, натрупано, реди Павле, реди многу работи, но некој може се групираат сите тие. Логички се подредени во низи. Така, например, на почетокот тој каже дека за таа представа што луѓето имат кон него како за фанатизам или лудило, тој со ништо не придонесо. Тој нема намера да биде таков. Тој не се било да ги соблазнува. Понатаму говори за едно одобрение што ги има од Бог во сите тие работи, тоа трпение што го покажува во многу области, и на крајот веќе завршува со таа абсурдност, навидум кој луѓето ја чувствуваат, до заклучок дека сето тоа е абсурдно, за таа посветеност што имаат верните во Христос. Ајде да видиме прво. Тој е деликатен. Павле е деликатен во служењето. Вели: никому не дадов никаков повод за соблазна, не даваме за да не биде презрена нашата служба. Има христијани кои сакат да се прават фанатици, кои
прават екстремни работи, за да се покажат многу верни, меѓутоа на тој начин даваат повод на луѓето да бидат соблазнети во таа служба што ја вршат христијаните. Павле вели, јас се трудев, внимавав, да не дадам некаков повод луѓето да бидат соблазнети од мојата служба. Тој не се правил насила луд, како што некои се правил. Например, во првите векови, христијаните биле гонети од империјата, од Рим. Како христијани биле затварани, убивани, имотите им биле одзимани, биле фрлани на лавови, биле палени на клади и така натаму. И ето имало христијани кои, стремејки се да добијат некаков венец на маченици, да умрат со маченичка смрт, па ги предизвикувале римските војници. Ги провоцирале за да бидат фатени и да бидат убиени. Павле не го прави тоа. Павле служи посветено, а реакцијата е на луѓето таа каква што е. На никаков начин, вели Павле, внимавав на никаков начин да не предизвикам некаква соблазна кај луѓето и тие да бидат одвратени понатаму од Христос. Неговата цел е да ги доведе до Христос, неговата цел е да им ја упати таа порака на помирување, да се помират со Бог. И многу внимателен да не ги одбива луѓето во неговата служба. Со нешто да не предизвика тие да се отстранат и да си тргнат. Павле е обвинуван честопат. Обвинуван е дека е измамник, дека е лажен апостол, обвинуван е дека исполнет со некоја амбиција. Меѓутоа тој самиот не придонесел луѓето да имаат таков впечаток. Тие си го добиле тој впечаток. Но тој свесно не се трудел да се покаже како многу амбициозен. Свесно не се трудел да се покаже како голем фанатик. Јас сум голем верник, видете ме. Напротив, во посланијата гледаме дека тој цело време вели, јас сум слаб, јас сум грешен, јас сум ништожен. Во никој случај тој не се обидел со своите постапки да се представи како некој голем посветен фанатик. И затоа цело време тој всушност е во ситуација да се правда за сите тие обвинувања. Например, на слонците им вели, нашиот поттик не произлегува ни од заблуда, тоест не дека сме ние луди или заблудени, нити од нечисти побуди, не сме измамници, нити од лукавство, сакаме да ве користиме. Туку како што Бог не удостои да ни го довере Евангелието, така изборуваме. Не за да им угодуваме на луѓето, туку на Бога, кој ги испитува срцата наши. Зашто никогаш не сме се послужиле со ласкави зборови, како што знаете, ниту со помисла за корис. Бог е сведок. И не баравме слава од луѓе, нити од вас, нити од други. Гледате ли што вели Павле? Ние едноставно сакавме да му угодиме на Бог. А како сме изгледали во вашите очи, тоа е ваша работа. Да. Значи, Павле, кога оди од црква на црква и служи од едно на друго место, тој многу внимава да не остави нешто зад себе заради кој ќе биде хулен. За жал, современото христијанство сведочи за многу луѓе кои биле големи, познати во својата служба, или евангелизатори, или проповедници, некои се истакнували како и лекувачи и така натаму, пророци, но нивната служба завршила многу неславно, зашто самите тие оставиле, дале повод. Нашле во нивниот живот причина да бидат и обвинети, и нивната цела служба да биде дискредитирана. Некои биле фатени со пари измами, некои биле фатени со жени, некои биле фатени дека мамат во својата служба, тоест тие лекувања за кои тврдат дека постои, дека всушност не се случили, има такви. Но не само познатите, туку сите ние верни луѓе, сме на сцената, сме под светлото на рефлекторите. И луѓето не гледат, луѓето не пратат, знаат дека сме верни и гледат дали ќе најдат нешто во нашиот живот да не обвинат. И Павле затоа во тоа смисла вели, никому не дадов никаков повод за соблазна, за да не биде презрена нашата служба. Што е она со кој што почнува еден вој? Така да уште на почетокот, пред да почне да ги реди сите тие работи, тој вели, сето ова што следи сега не е за да ве соблазне, не е за да си помисли дека сум луд. Едноставно за да видите од каде доаѓа таа моја ревност за служба. Од каде доаѓа сета таа моја посветеност.
Тој сака, единствено што сака, да биде одобрен пред Бог, да се препорача како добар служител пред Бог. И затоа вели, во се препорачуваме за служители Божи со големо трпение. Единственото моја цел, вели Павле, јас пред Бог да се покажам добар, да го имам Божото одобрување во сето оно што го правам. И клучниот збор овдека, кој го вклучува е тоа големото трпение. Во оригиналниот текст овој збор е еден, не е големо трпение, еден збор хипомен или хипомене, кој значи да бидеш под еден страшен притисок. Бидеш притиснат од голем товар. И стоиш под тој притисок, не бегаш. Трпиш, тоа значи да трпиш под силен притисок, под страшен притисок. Павле научил како тој голем притисок што го има да остане, да издржи и да биде посветен. И во тоа всушност се гледа знакот, се препозна знакот на христијанин. Тој и во притисокот останува со Бог. И во притисокот продолжува да служи. Притисокот всушност или реакцијата на притисокот покажува колку сме блиско до Бог, колку сме посветени во неговата служба. И овде почнува да ги реди, да ги покажува кои се тие притисоци всушност. Ништо се поминува, што се му го притиска во животот, а тој продолжува да ја упатува таа порака на помирување. Групирани се. Сите овие нешта кои се изредени, некој ги групира тој. Например, неволи, нужди, тегоби говорат за околности. Непријатни околности, страшни околности. Зборот неволи значи нешто што постојано те мачи, те измачува и ти ја краде радоста. Цело време е тука во тебе и те притиска. Ко, например, страв како ќе се справиш со парите. Ко, например, страв ако си, нели, чувствителен во нешто, склон на болести, да не те нападне болест. Тука е постојано и ти создава притисок. Другиот збор во нужди, не во потреби. Тука е преведено нужди, ти довеш нели впечаток како потреби. Не, уствари зборот овдека е проблем, мака која е како неопходност од која не можеш да бегаш. Ко, например, имаш болен човек покрај тебе и мора да го гледаш. Таква мака, од која нема бегање. Знаеш дека мора да ја трпиш. А пак ова во тегоби, значи исто таква многу тешка состојба, се наоѓаш во тешка состојба, а не можеш да најдеш никаде излез. Сите овие три збора опишуваат непријатни, тешки, мачни околности кои те притискаат, меѓутоа Павле во таквите околности решава да истрае и да служи на Бог. Значи, прво гледаме околности непријатни. Потоа во следната низа говори за опозиција. Значи, ако овде ќе имаме неволи, нужди, тегоби, во следната имаме удари, затвори и бунтови. Значи, гледаме како нешто што доаѓа од луѓе кон него. Во првата ситуација се околности, во втората луѓе. И објасно, вели, во удари. Понатаму тој ќе каже дека, ние го знаеме тој од делата на апостолите, бил 5 пати камшикуван од римјаните. Вели, добив 5 по 39 камшика. Римјаните казнувале со 39 камшика, зашто 40 го сметале за веќе смртоносен. Тоа е. Камшикувањето не било пријатна работа. Во камшиците преплетувале парчиња од стакло или од метал. И кога удира камшикот, тие кине кожата. Летаат парчиња месо. 5 пати бил така тепан со по 39 удари. Кога ќе заврши камшикувањето, веќе ти не можеш да се исправиш. Целиот си исхичен, раскинат, ти фалат парчиња кожа и месо од грбот и тече крв од тебе. 5 пати, вели. А пак, вели, 3 пати бил тепан со стапови од евреите.
Тоа го објаснува во 10 глава. 5 пати камшикуван од римјаните, а 3 пати од евреите со стапови. Еднаш вели дека бил каменуван. Знаеме тоа во Мала Азија, во Галатија, во Листра, е каменуван и е убиен всушност. И овие кога го завршило каменувањето, го фатиле за нозе, го влечкале, го испрлиле од градот, зашто виделе дека умрен. И Бог го воскреснува. И пак се враќа во градот да проповеда. Вели дека 3 пати бил претрпел бродолом, а еднаш на еден во една од тие бродоломи 24 часа бил во водата, во дното бил. Можете да представите низ колку удари тепање поминал. И пак продолжува да проповеда. И тоа е тоа долго трпение што го кажува во претходниот стих. Долго трпение, сака да се препорача, сака да добие одобрение од Бог. И ако тоа не е фанатизам, не знам што е фанатизам. Продолжува ели во затвори. Ние можеме да изброиме, мислам, три случаи кога тој е затворен. Меѓутоа неговиот ученик, следбеник Климент Римски, епископот на Рим од некаде 90 и некој до 105 година, кога маченички убиен, вели во неговите писми дека 7 пати бил во затвор Павле. Го познал многу добро Климент Римски, епископот на Рим, апостол Павле. Да бидеш во затвор од тоа време не било пријатно, посебно за човек како Павле, кој неговото срце е да патува, да основа цркви, да проповеда, да евангелизира. И еден таков човек да затвориш во затвор е навистина голема казна. 7 пати бил затворен. Бунтови. Сега, кога говориме за бунтови, треба да има во предвид толпа разјарена се крева против тебе. Тоа е бунт. Мене ми доаѓа во глава оно што се случи во парламентот пред неколку години, кога нели имаше упад. И секакви луѓе влего, некои беа во гнев, нели национален, па имало можеби и луди луѓе, не знаем, во толпите има секакви луѓе. И секи во оние слики од таму до зидот притиснати стојат луѓе во крв, а овие од тука се силат буквално нели она жедни за крв. Представете се таква непријатна ситуација. Представете сега седиш тука, седиме ние тука и најаш дојат 100 души со стапови, со ланци против нас зашто не сакат нашата вера и да почнат да натепат. Павле бил многу пати во таква ситуација. Еднаш во Мала Азија беше во таква ситуација кога го каменуваа. Во Ефес беше таква ситуација кога цел град се крена да го тепа, бидејќи им пропадна занаетот на златарите. Многу непријатни ситуации се тоа. Да се кренат против тебе, да те линчуваат. Ти стоиш и најдеш 100 души тргнуваат со стапови, со ланци. И во сите тие ситуации Павле устојуваше. Удари, затвори, бунтови. Од страна погледнат ќе се кажеш на вистина фанатик, да те каменуваат, те убиваат и пак се враќаш и продолжиш да велиш помирете се со Бог. Ве молам помирете се со Бог. На сето ова се надовршува на тие непријатни околности, на тие затвори, удари и бунтови се надоврзуваат обврските што тој си ги превзема, а никој не го принудува да ги превземе. Зборот напори или копо значи работа, тешка работа, тежок труд. Не е добро преведено. Би треба, ако сакаме да бидеме поточни, во напорна работа или тешка работа. И тука кога говори за напорна работа, ги има во предвид неговите патувања, проповедите, мисионирањата, меѓутоа и другата работа, оно занаетот на правење шатори. Тоест да може да проповеда, морал да работи. Нема кој да го издржува. Тоа значило дека дека треба да проповеда, треба да оди по синагогите, треба да евангелизира и кога има слободно време да работи. Тој всушност немал слободно време. Слободното време го користел за да работи. Тој можел едноставно да се остане во Ерусалим како равин, како фарисеј и да се поучува во храмот со многу слободно време.
Но Павле заради таа вест на помирување што сака да ја расшири, се откажува од сето тоа, станува мисионер, станува апостол и се посветува на тешка работа. И на тоа вели, за да биде успешен во тоа што го прави, за да се препорача во се пред Бог, вели, во многу бденија. Сето време слободно што го имал, што му останувало меѓу две проповеди, така да кажеме, го користил за да прави шатори. И тоа не било доволно, току навечер, вели, бдение значи да останеш цела вечер во молитва. Проповеда, работи и кога ќе дојде време за спиење, оди да се моли. Мислам дека, не знам так некој човек, јас не познам кој после толку, нели, работа, труд, и времето што му стана за спиење, и тоа да го употреби за молитва. Бдение и пости. И сето тоа пак за, вели, да му угодам на Бог, да се препорачам како служител, да го прославам Него. Непријатни околности, се креваат луѓе против Него, тој работи, проповеда, бдее навечер, се моли и пости. И сега, се тоа, во сите тие притиснат, би очекувале една реакција на човек кој е критикуван, кој е нападнат, кој е затворен, кој е тепан, кој трпи, кој се посветува на работа, истоштен, би очекувале едно незадоволство, би очекувале она присутна кај нас виктимизација, еве ние сме жртви, еве што ни прават, никој не нас сака, сите се кренале против нас, ние сакаме добро да правиме, а пак тие видите што ни прават, вели, со чистота, со знаење, со долготрпеливост, со доброта. Тој е притиснат целосно и од тој притисок од него излегува добрина, излегува трпение, излегува чистота, светост. Слушно зборот овдека е светост. Тој знае на кого му припаѓа. Тој знае дека му припаѓа на светиот Бог. Одделен е да му служи, да служи на светиот Бог. И во еден таков неморален свет во кој живеел, на секаде имало проститутки, на секаде имало неморал, тој било од оние патници што патуваат од град во град. Не паѓа по тоа искушение, а и јас да се задоволам еднаш мојата поход. Во чистота, цело време постојано. Со знаење. И тука кога говориме за знаење, го мислиме она што го кажува и на римјаните, но постојано обновување на умот. Многу е лесно во таква ситуација да се изопачи реалноста пред тебе. Ние изопачуваме реалност и почнуваме да гледаме со поинакви очи кога сме притиснати, кога ќе влеземе во таквите неволи, во маките. И Павле вели, знаење. Постојано го обновувам умот, да ги видам нештата преку Божите очи. Да гледам пред мене на реалноста, она како што Бог ја гледа. Вистински да ја гледам реалноста. И долготрпеливост. Требало многу трпение да се служи на тие луѓе кои што се креват против него. Истите тие кои го обвинуваат и дека е измамник, го обвинуваат и дека е лажен апостол и дека неговото учење е измислица. Тој на истите луѓе им пишува, на истите луѓе им покажува љубов и оде кај тие исти луѓе. Многу трпение треба. Оние што го тепат и го затварат, он пак оди кај нив да им говори за Бог. Иако самиот е истоштен, измачен од работа, иако самиот е во непријатни околности. Има еден евангелизатор, познат од пред неколку децени од втората половина на минатиот век, Мел Тротер вели, има многу луѓе околу мене со кои работам, знам дека се добри христијани, се трудат, знам дека ќе бидат на небото еден ден и ако сум честен, ќе признам дека многу посакам што поскоро да бидат на небото. Ни фали трпение со луѓето. Многу луѓе знаат да ни ги креват, да ни лазат по нерви, што викаме.
Павле е долготрпеливост со луѓето. И на крајот добрина. Во зборот добрина е вклучено се. И љубезност, и топол збор, и отсуство на цинизам, отсуство на сите оние работи што излегуваат од нас кога не можеме да трпиме некој. Учтивост, отсуство на презир и така натаму. И од кај сите овие работи? Како може човек во еден таков притисок во кој се наоѓа, на такви околности, во една таква опозиција да ги покажа сите тие работи? И тука ги изредува сега ресурсите на кои се подпира. Светиот Дух. Првото нешто. Тој знае дека Светиот Дух е неговиот водач, неговиот утешител, неговиот помошник и тој се држи за Светиот Дух. Не може човек да манифестира таков карактер соодветен во тие притисоци ако не се подпре на Светиот Дух. Понатаму на лицемерната љубов. И кога говори за лицемерна љубов, не говори за негова љубов кон луѓето, туку целиот контекст е Христовата љубов. Христос покажа таква љубов на крстот, што буквално вели не гони, не тера, не притиска. И ние да ги правиме тие работи. И ние да се жртвуваме. И ние да трпиме, и ние да покажуваме добрина, и ние да ги сакаме луѓето. Во тој притисок, во тој товар што го носи, пак да ја покаже добрината, пак да ја покаже љубовта, пак да каже добар збор, пак да остане чист пред Бог. Христовата љубов која не преобразува, не воскреснува буквално, не оживува за поинаков живот. Проповедта на вистината, и се овдека не е зборот проповед, зборот е логос или слово, словото на вистината. И го има во предвид словото кое го обновува, словото кое му го прочистува умот, словото кое му открива кој е вистинскиот непријател всушност, бидејќи во следниот ред ние ќе видиме една негова борба. Каква е борбата? Против кого тој се бори? Тој не се бори против луѓе. Има поинаква позадина за таа војна која се војува. И на крајот со силата Божја. Она сила која може секоја ситуација, и најнеповолната, и најзлата, да биде свртена за наше добро. Се Бог прави да биде за наше добро. И сите овие нешто с кои тој поминува, знае дека Бог во неговата семокност ги врти пак за негово добро. Пак ги врти за Божја слава. И на крајот завршува со таа низа со оружје на правдата во десна и во лева рака. Тоа секи почнува да говори за војната. Згора на сето тоа, на сите притисоци, конфликти, има и војна која војува. Тој многу добро знае од каков карактер е војната. Например, малку понатаму во 10 глава ќе каже зашто иако во тело живееме, телесно не се бориме. Оружјето на нашето војување не е телесно, но со помошта Божја станува мокно за рушење тврдини. И вели па, јас во левата и во десната рака го имам оружјето на правдата. Зашто знам дека мојот непријател не се луѓето, мојот непријател не се тие околности, мојот непријател е духовен. Јас војувам со духовен непријател, Бог е на мојата страна и ми дава духовно оружје. И го имам словото, и имам вистината, и имам молитвата, го имам постот, ги имам дењата, имам правдата, имам Христовата сила, го имам Светиот Дух и победувам. И факт е дека сите овие зла кои не заобиколуваат, како што го заобиколували и него, се таа ерозија на неморал, ерозија на моралот, таа неправда, сите тие социјални проблеми, има духовна сила позади сето тоа. Ние војуваме, се обидуваме со мускули на различни начини, меѓутоа вистината дека духовното оружје, правдата, вистината, силата на Бог, љубовта, добрината ги победува тие работи. Единствено духовното оружје може да ги победи сите тие зла со кои се соочуваме. Затоа Павле вели, има војна, единственото оружје ми е право. И во двете раце буквално ми се зафатени со Божјата правда.
Што таа може да победи. Немам стап. Со стап се креваат против мене. Со камшици се против мене. Со камења фрлаат против мене. Она што го имам во двете раце, моето оружје е правдата. Што само со Божјата правда може да се победи се. И така, ги изредува сите тие работи, има спротивстав, ги реди, нели, во кои области, кој тој притисок, во кој устојува, и на крајот завршува со оние контраст или противречности. Противречностите кои така се парадоксално, кои збунуваат. Во тие противречности, кои овде ги открива Павле, всушност, луѓето наоѓаат основа да кажат, тој е луд. Да кажат, ова е луд фанатик за верата. Бидејќи самото христијанство е парадоксално во очите на луѓето. Ти треба да станеш беден за да бидеш богат. Треба да се понижиш, да се смириш, за да станеш голем. Тоа се принципите што Бог вели. Блажни се бедните. Блажни се, ако сакате да бидете големи, станете најмали од сите. Парадоксално е, но е вистините. Зашто тоа се принципите на Божјото царство. Не сметаат за измамници, а ние сме вистините. Сите бе тоа лажен апостол. Но до ден денес веќе, после 2000 години, тие што го нарекували измамник, никој не ги знае, но целото небо знае дека тоа е вистинскиот апостол кој проповеда вистината. Измамник, но е вистините. Непознати е добро познати. Павле беше многу познат. Савле беше многу познат. Тој беше фарисеј, кој учел кај најдобриот учител во тоа време Гамалиел. Бил еден од најдобрите равини и фарисеи. Сите го знаеле. И наеднаш тој станува непознат. Решава да тргне да проповеда, да го проповеда Христовото евангелие. Тој голем фарисеј наеднаш станува непознат. Станува презрен, никаков. Меѓутоа, ние денес сите го знаеме како големиот апостол. Непознатиот добро познат за целото небо, во целата вечер. Гледате парадоксите. Сите го сметали за измамник во негово време. Ама ние денес сите го знаеме како вистината. Во негово време сметали, ово ли бе, кој го знае тој? Ниту бил со апостолите, ниту бил со Исус. Кој го знае тој? Тој е најништожниот, најмалиот, никаквиот. Меѓутоа, добро ни е познат денес. Не држат како да сме на умирање, а веќе живи. Како казнати, а не умртвени. Многу пати гледаме ние во делата, во посланијата, на вистина, тој беше како беше остаци во кои луѓето кажува готово, крај со него повеќе. Завршивме. Заврши неговото. Тој беше убиен од камења. Во Бродолом потона. Еднаш кога на патот од Антиохија, од Кесарија кон Рим, имаше Бродолом, тие се близу до Италија се спасија и додека собираа дрва за оган, го касна змија. А тој како затвореник беше транспортиран. И останатите кога го видоа и од бродот и затворниците дека касна змија, кажаа, овој навистина бил разбойник, Господ си го казни. Сите чекаат да умре. Го судија веќе. Го казни, Господ го казни. Павле само ја тргна змијата и изфрли, му зарасна и му немаше ништо. Колку пати, како на умирање, тој пак живува. Казнат, го стигна казната, го тепа, го камшикува, го затвара, но не е умртвен. И продолжа со тие контрасти, не нажалуваат, ма ние секогаш сме весели, зашто луѓето и не ја знаат вистинската радост која ни е. Не сметаат за бедни, зашто навистина многу пати бил и гладен и жеден, а ние всушност се обогатуваме со Божјо богатство мнозина. Како ништо да немаме, зашто одиме така, ама се имаме, го имаме Божјото царство. Го имаме Бог, а во Бог имаме се. И тоа се навидом оние во очите на луѓето што не го познаваат Бог, фанатизам,
меѓутоа кој е многу рационален, кој е многу разумен. И тоа е христијанството. И со овие убави збори што Тозер ги има мисли напишано, вели, да, парадоксално изгледа во очите на обичните луѓе, но е прекрасно во очите на верниците, зашто ја чувствуваат љубовта на оној кого никогаш не го виделе и секојдневно дори си говорат со него, иако никогаш не го виделе. Но знаеме дека не гледа и во нашите срце го чувствуваме неговиот дух. Никој не го видел, никој не го гледа, но ние може да се збориме со него, зашто сме исполнети со неговиот дух. Се испразнуваат од себе, зашто нели Христос вели, кој ќе нема да ја загуби својата душа за мене, нема да ја добие. Се испразнуваме, умираме за себе, зошто? За да бидеме навистина полни. Полни со него. Се празниме од она ништожното, суетното, за да бидеме полни со вистинското. Никој нема да стане праведен ако не признае дека е зол и грешен. Ние признаваме дека сме зли, признаваме дека сме грешни, бидејќи сме праведни. И само така стануваме праведни. За да се возвишиме, треба да се смириме. За да бидеме силни, тоест, абсурдното е тоа дека ние сме најсилни кога сме најслаби. Да, звучи абсурдно, така е. И Павле вели, кога сум најслаб, тогаш во мене најмногу дејства Божјата благодат. И тогаш сум најсилен. Кога сме најсиромашни, сме најбогати. Кога ни е најлошо, сме најблажени. За да живееме, треба да умреме, за да зачуваме, треба да загубиме. Кој нема да ја загуби својата душа, нема да ја зачува. Абсурдно е, фанатично е, но така се препорачуваме пред Бог. Павле го нема денес, не има нас. Сведоштвото за светот останува исто, пораката останува иста. Нема да ја кажуваме, нема да можеме да ја кажеме, да ја пренесеме таа порака, што Павле пренесуваше за помирувањето на луѓето со Бог, без таа желба да му угодиме на Бог, да се препорачиме што имаше тој. Изгледа навидум лудо, но тоа е препораката пред Бог. И тоа е пораката за нас денес. Бог да ни помогне во сите тие притисоци, во сета таа несигурност, во сето тоа време во кој живееме, да го имаме тоа сведоштво што Павле го имаше за овој свет. Амин.